Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, 8 часот и 5 минути, време е за еспресо со Златев и Боцевски. Сега ќе прочитаме на српски јазик, иако сме со ќе преведеме одмаш македонски фреквенција. Крвави мај у Србија. Значи крвав мај во Србија. Синоќ ново масовно убиство код Младеновца, 8 мртвих, убица и далje у бегу. Значи синоќ 8 мртви кај Младеновац, 8 мртви, а убиецот е се уште во бегство. Од среде чак 17 жртава у 2 језива масакра. Од среда дури 17 жртви во 2 како ќе доебе језиви масакра. Има ќе ни текне да, многу е малце така антисоцијално што се смееме, но ова веќе ги поминува. Не, се смееме затоа што ни текнува не превод за језиво. Да. Ова е ужасно. 2 најжувачки масакри, еве, ми текне. Да, најжувачки масакри. Синоќа во Младеновац се скарале нешто во дворна школа, 21 годишњак земал калашников и ги потепал. Не во школа, мисля че ни во дворно училиште. Беше кафана, значи добро. Не, дворно училиште. Седеле во дворно училиште, млади луѓе пред се. Овие убиени се на лице место 8 лица, а најмалку 13 се повредени, Боцевски. Страшно. Вчера говоревме дека оружјето треба да биде тргнато од граѓаните, некои по емисии збореа глупости дека оружјето ги штитело луѓето од вакви работи. Кој зборуваше тоа? Не сакам више ни да ги спомнувам, значи некои глупости. Бог да чува. Мислам дека еве го резултатот што се случи. Такви се тоа десничари некакви на глума десничари затоа што читале нешто од Америка. Да, чуле не виделе, значи чуле не виделе баш. Ја спознале Америка единствено на YouTube и на Twitter и мислам дека тоа нивната представа за Америка е всушност Америка нешто што е далеку од вистината. Суштината е дека оружјето е само вакви работи може да донесе. Вчера имавме Ивица емисија на оваа тема. Тоа е тоа за денес. Веќе мора да отидеме на политика. Само ставете си прст на чело што чувате дома. Не, ова што го зборуваме, види. Знаеш што е проблемот, Љупчо, пред да имаме интересен гост денеска, пред да продолжиме. Во моментов вниманието на јавноста е на највисоко ниво. Меѓутоа, ако нешто не учи историјата и секојдневието, не учи дека животот продолжува. Кога ќе лизне повторно животот во нормални рамки, овие теми стануваат така помалку значајни. Меѓутоа, токму во тие моменти, кога овие теми се помалку значајни, треба овие нешта да се решат. Балканот имаше крвави војни, и Македонија имаше воен судир во 2001 година. Овдека се натрупа разноразно оружје, што легално, што нелегално. Стапката на поседување на оружје и во Србија и во Македонија е слична и е навистина висока по оние меѓународни истражувања. И Србија и Македонија се во првите 15 земји во светот на легално и нелегално оружје кое се поседува дома. Јас веднаш ќе ви кажам дека ова е сериозен аларм и е нешто што досега не ни текна да го провериме. И време е за... Затоа што мислевме дека не верувавме дека Македонија е волку на оружено општество. Да. Исто како и Србија нормално. За Србија знаевме, меѓу другото, нели они имаат оние нивни обичаи, свадби и така натаму. Да, но ваква нешто да. Не. Добро утро за нашиот гостин ово утро. Мартин Стојановски од ВМРО ДПМН е председател на нивниот партиски огранок во Сарај и во исто време член на градскиот комитет на партијата. Вие во Сарај како стоите со поседување на оружје вака? Поише легално или поише нелегално е? Прво, добро утро, ви благодарам на поканата. Драго ми е што имам можност да кај вас во Лидер да бидам како гостин утро. Инаку сега дали има легално или нелегално, тоа најдобро знаат институциите во државата, но ако тргнете од настаните по свадби што се случуваат, мислам дека повеќе е нелегално. И со тоа по звукот вака, по звукот да, тоа се гледа дека е нелегално. Мислам дека тоа е најголем проблем во системот во државата, што ете, на тој начин тоа се едноставно и премолчува.
Да, се молчи дека има калашникови на сите страни. Мартин, ти беше прв шеф на кабинетот на Дел од кабинетот, човек влезен во кабинетот. Прв човек влезен во кабинетот на град Скопје на Данела Арсовска, нели една од менаџерките која за себе смета дека е еден од најуспешните градоначалници во историјата на Скопје. Зашто заврши вашата соработка со Данела? Прво, кога се почна да се работи во градот Скопје, се почна многу амбициозно, нели се влезе со еден тим, доста амбициозен, со голема способност. Меѓутоа, уште на самиот почеток се видоа некои кочници од страна на градоначалникот кон самите вработени, со деградирање, со допаѓање или недопаѓање кон одредени личности, што таму беа поставени од нејзини причини, што јас не би се согласил дека треба така да биде. Поготово со луѓе кои навистина има способност да ги менаџираат местата каде што беа поставени во тој момент. Сега, зошто се деси тоа? Мислам дека се деси тоа, тоа се случи затоа што градоначалникот мислеше дека треба само он да ги води работите и он дека ги знае, што во случај нели не е секогаш така. Во секој дел си има своји експерти и секој човек си има свое знаење. Се што лета не се јаде. Се што така е. Но ајде одиме ред по ред. Значи ВМРО ДПМН имаше впечатлив резултати во Сарај, например, нешто неочекувано. Најчесто не го асоцираме Сарај со ВМРО ДПМН, а слушаме дека во последно време таму има едно ширење на партиската мрежа. И сега делува малку чудно, меѓутоа ширењето на партиската мрежа на ВМРО ДПМН е во средина каде што живеат македонци во Сарај или нешто друго се случува? И нормално, каде што живеат македонци, резултатот е секогаш 2:1 за ВМРО ДПМН, но она што е интересно е дека последниот период, особено после локалните избори, ВМРО ДПМН има и членови и симпатизери, еснафи луѓето кои би ги кажале, кои се приклучуваат од албанските редови кон ВМРО ДПМН, што за мене ме прави особено горд, затоа што тоа е еден доказ дека партијата е отворена за сите и она новото лого ги ја оправдува веќе целта дека Македонија е за сите граѓани, нели? Со тоа што и едноставно се праќа на порака дека партијата е таа онаа што навистина ќе се грижи за сите граѓани што живеат во Република Македонија без разлика на нивната потекло и така натаму. Да, национално чувство или така натака. Резултатот кој го направивме од над 2500 гласачи во Сарај е навистина впечатлив и е најголем до сега на локални избори, со тоа што како кандидат за Данела Арсовска, тука застана нели прво структурата на ВМРО ДПМН, каде што неа како градоначалник ја однесе во секој населено место, без разлика на каква е средината и така натака, со тоа што и самите луѓе што живеат беа воодушевени од пристапот на партијата кон нив и во периодот пред локалните и во периодот после локалните избори. Но нашата цел и примерна цел беше да направиме одличен резултат, но и да го прекинеме оној нападен дел на собирање гласови на СДСМ и на ДУИ во Сарај. Со тоа што нели се направи тие коалиции, меѓутоа да бидам искрен, таму на тоа ниво не ме воодушеви. Мислам, иако имавме перфектен однос со таа коалиција во тој момент, од таа страна не ме воодушеви воопшто пристапот на сериозност кон гласањето на Данела Арсовска, со тоа што едноставно теретот падна на страна на општинскиот комитет. Како ќе го оцените денес? Вие сте се мачеле таму, сте промовирале Данела Арсовска, како ќе го оцените незиното владење? Залудно ли го правевте тоа? Залудно ли вашето раководство ја одбра таа жена да биде кандидат за градоначалник? Ова што искача сега, ако гледаме од денешен аспект, ако гледаме од денешен аспект, во тој момент беше многу амбициозна целата ситуација, даваше огромен надеж за сите,
ние макотрпно го изработивме нели оној дел во однос на едноставно истрчување на гласачкото тело на терен за победа на Данила Арсовска и тука нема сомнеж, значи од најмалата структура на терен на општинскиот до највисокото ниво на општинскиот на самиот терен во секое населено место каде што се даде максимум и од страна на партијата на раководството е нешто што не може да се побие од ниедна страна. Значи можам да кажам дека слободно во првиот круг, ако се сеќавам, Данил Арсовски имаше пренос од 8000 гласа, од кои 2500 ги имаше добиено во Сарај, што значи дека ако порано некој анулирал предноста и губел од тој терен, сега веќе доаѓаме до ситуација каде што на секој наредни локални избори за градот Скопје или председателски не би го имале оној минус во старт, него би имале огромен плюс, нели, или барем еднаквост за разлика од другите места. Значи партиски вие сте кар, но ситуацијата реално што се вети на терен е далеко од и добро сега до градски не сме. Она што е чудно. Како да ви веруваме сега нареден пат дека вие пак нема да изберете некој ваков нестабилен? Јас сум сигурен дека нема да после има. пак да викате, ама се почна амбициозно, убаво беше, фино беше, знаете, тоа е многу мене како граѓанин, тоа ми е клучното прашање кој на секој функционер на ВМРО-ДПМН не му го поставувам. Да, сосема ви логично прашањето и на место. Јас сум сигурен дека во иднина нема да има вакво нешто, впрочем и во иднината сме имале вакви нели слични ситуации, меѓутоа ако ја одбереме најлошата, мислам дека ова е најлошата моментално од сите ситуации што се има случајно порано. Се до следната. Да. Нема да има следна, верувам во тоа. А како функционира Советот сега во моментов на град Скопје? Таму има скриена коалиција меѓу СДСМ, Левица и ДУИ. Тоа е непобеден факт и тоа е очигледно и се гледа на терен. Впрочем и советниците од редовите на ВМРО-ДПМН тоа константно го пренесуваат и до медиумите и до граѓаните. Значи многу е лошо кога некој ќе направи скриена коалиција. Ако гледаме дека Како изгледа тоа скриена коалиција, се да го објасниме? Па мислам дека таа скриена коалиција изгледа меѓу договор на маса меѓу Данила Арсовска и советниците кои доаѓаат од редовите на Левица, СДСМ и ДУИ. За некакви Значи точка по точка или како тоа? Веројатно се збира мнозинство ад хок или од ден за ден. Мислам дека е највеќе од ден за ден каде што би требало да имаат поголем интерес. Јасно. Но оваа тема уште ме копка, морам да кажам, сигурно сте правили анализа која е ова, слушам во Грчец на пример имате местни комитети и така натаму. Да, го пропушти тој дел што го зборувавме на пример дека се во чисти албански етнички средини ВМРО-ДПМН отвара партиски мрежи. Кога зборувате со тие луѓе, кој е мотивот да се влезе во ВМРО-ДПМН? Во Грчец, во Кондово, во Бојане, во многу населени места живеат прекрасни луѓе кои на вистина си ја сагаат државата, си го почитуваат домот и од онаму каде што доаѓаат и на вистина и ние како ВМРО-ДПМН со огромен респект настапуваме кон нив, што е сосема нормално, нели? Македонија е за сите. Така е. Да, и мислам дека она фарса СДСМ и ДУИ што ја кружат во јавност дека ВМРО некого го сака или не сака, тоа е тотално важно. ВМРО-ДПМН ги сака сите граѓани подеднакво. И тоа треба да се знае и да биде во иднина еден репер и за сите партии. Значи, сакате да ми кажете дека помеѓу албанската популација, нели, албанците кои живеат во Македонија, ВМРО-ДПМН станува се популарна партија. Јас чувствувам во Рачиново исто дека сте се прошириле. Тоа не е во ваша општина. Еве се пред да одговори ќе ти кажам неколку сериозни луѓе кои што се, да речеме, новинари и општественици во албанската средина во Македонија ми велат сега најсериозно, вели во моментов најзначајна опозицијска партија помеѓу албанците во Македонија е ВМРО-ДПМН. Како велам? Па вели начинот на кој што се води ова борба против забегувањето по сите страни што го прави ДУИ, а посебно со Бехтел и Јенка и Артан Груби вика, е направено на начин кој што допира до граѓаните. Вика, граѓаните тоа го препознаваат. Друга вика, конзервативна партија со конзервативни вредности, семени вредности, да нема крадење, што е сега. Луѓето тоа го препознаваат како вредност. Овие забега,
зборуваме. Дали тука ли е тајната? Да, најгласни се граѓаните кога зборуваат меѓу себе, кога викаат дека доста е, од овие не бива ништо. Знаеме кога беше ВМРО, она што ќе се ветеше, се реализираше, немаше лаги и така се идеше до крај. Значи, она што го се ветува, се реализира. Сега, што е причината што, нели, од сите етникуми се приклучуваат кон ВМРО? Искреност. Искреноста е многу битна ствар во животот, затоа што ако не му придете на човек искрено, не можете да добиете ни едно здраво во денот, а не пак да добиете глас. Затоа мислам дека единствен систем за функционирање на тоа е да им докажете дека заедно можете единствено да идете напред и дека можете во системот да влезете само искрено и да ги добиете сите гласови. Верувајте дека сите се разочарани од оваа криминогена власт предводена од ДУИ и од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што на вистина овие тендери што ги гледаме, што се ги делат, овие корупцијски скандали, мислам дека ги нема во ниедна држава пошироко, иако гледаме дека исти во овие фирми се зборат да работат и таму. Да, работат и на други места, но не по вакви суми каде што работат во Македонија. Секој ќе видите луѓе го знаат тоа, не знам дали власта е свесна за тоа или не, што мислам дека и дури не е свесна дека народот го знаева, а ствари народот го знаева, секојдневно го дискутира, кај да отиде, кај да се појави, го дискутира меѓу себе. Не, знаеш, имаме еден брейкинг, се извинувам, ќе прекинеме темата. Масовниот убиет од Младенова пред малку е уапсен во околината на Крагуевац. Јави Радио Телевизија Србија. Според неофицијалните информации, осомничениот за убиството на 8 лица во Младеновац, 21 годишниот УБ е син на воено лице. Така што оружјето од каде? Оружјето било армиско. Се извинувам што ве и ова е уште еден доказ дека дури ни тие кои се од полиција од армија нема што да носат оружје дома. Така. Треба да си ги остават на нивните работни места. Значи, не, види, мора да признам дека не изненадија, забележаше и Љупчева што го зборува. Мене на крај памет во живот не ми паднало дека може ВМРО да биде во Грчец, во Кондово. За мене беше логично, ќе ти кажам и зошто. Затоа што ќе бидам најискрен, ја како новинар на Сител, во сите овие општини, кога сум идел сме го ваделе сунгерчето на кој пишува Сител и сме оделе со автомобил кој не бил брендиран, за да немаме проблем, на вистина. Порано беше на вистина таму малку проблематична состојбата, сега ќе согласиме, но денес е, еве, ова што ми го кажувате ми е неверојатно дури. Тоа го прави власт. Власт е она што фрла кокли ставно против ВМРО ДПМН, дека ВМРО ДПМН е ваква или онаква партија во негативна конотација. Не е точно. Не ја ви зборам за власт, да. Беше опасно да се оди таму. И тогаш имаше партии кои беа власт кои го правеа тоа. Да биде така. Меѓутоа, сега е многу поразлично од тогаш. Значи, луѓето видоа дека на вистина може да му се верува на ВМРО ДПМН, дека е искрено, дека ние како лидери во тоа населено место сме искрени, не сме отцрнети од населението во ниеден случај, сме ставиле секаде белобраз и тоа значи многу за населението и еден мотив. Верувајте дека кога се оцелуваат по 4 автобуси месечно се оцелуваат од сите. Тоа е еден катастрофален факт и кој власта се обидува секогаш да го премочи, затоа што на вистина е многу жално цели семејства ја напуштаат Република Македонија и општината Сарај, затоа што на вистина немаат можност да се вработат или се уценети дека ќе бидат избркани од работа ако не гласат за таа политичка определба. Што мислам дека е многу погрешен пристап на тие партии и дека веќе луѓето се свесни и дека не сакаат таков пристап. Пак ќе ве прекинам, извини, Ивица, е навистина интересно. Го фатили убиецот најверојатно поради тоа што се логирал на неговиот Инстаграм профил кој го следеле и оттаму објавувал статуси, односно цитати од филмот Јужни ветар. Каде што ќе ве изрокам си, тоа ќе направам, она ќе направам, баш како од Јужни ветар, уште еден символ дека културолошки малку сме отишле во некој погрешен правец. Се извинувам на вистина, Мартин, но ова е тема на утрото
и мора барем вака да ги информираме граѓаните што се случува, што е со огнените. Тие исто и со тој регион повеќе, значи. Не, огнените од цела Македонија, меѓутоа скопското крило на Дуи има сериозен расцеп, тоа е факт. Во Саре не знам каква е ситуацијата, затоа што Чаир полесно го следиме тука, нели има. И се извинувам во однос на огледните каде знаеме по рекламите, затоа што ми јавуваат од режија дека треба да имаме реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро Мартин Стојановски, председател на опозицијската ВМРО ДПМН во Сарај, која прави експанзија помеѓу албанското население таму. Стојановски, едно прашање одгатнавме пред рекламите во однос на огнените. Соработувате со нив, што прават, како изгледа тоа? Тие се прилично или силни во Скопскиот регион? Ние како ВМРО ДПМН не сме различен субјект од сите, што е нормално. Немаме никаква соработка со одредени политички партии, мислам, нели си соработуваме како еден субјект. Е сега оно што е интересно дека таму ситуацијата првпат можеби по 20 на години е алармантна за водачката Дуи. Зошто може, ќе кажам и повеќе од алармантна, затоа што веќе доаѓаме до степен на огромна поделеност меѓу членството во владачката Дуи. Тие огнени, нели, што ги нарекуваат или самите се нарекуваат, веќе се сосема одвоени од јадрото на Дуи, се како девуваат како засадна партија. Е сега оно што е интересно дека вакво шарениво во Сарај до сега и немало. Оно што го кажа господин Тивица е дека можеби во Чаир ги знаат од поблиску работите, еве Сарај е малку подалеку, можеби е по така, но да не заборавиме дека еден од лидерите на таа група доаѓа токму од тоа населено место. Оно што е интересно е дека само за Блирин беџет изборуваме, да. Оно што е интересно е дека се подели јадрото на два дела, можеби граѓаните не го знаат, ова е како една информација до нив, и веќе доаѓаме до ситуација да граѓаните се узабуна каде да се придвижат. Тоа е одлично за македонската политика во делот на созревање на политички плурализам, партии, повеќе понуди и така. Да, повеќе понуди и веќе се е ставено на маса. Се очекува само денот кога би имал избори за граѓаните да можат да одберат вистински она што е правилно. И тука се наметнуваме и ние, кога кажеме на граѓаните дека сме субјект кој е сериозен, кој може да придонесе за повеќе проекти и за подобро утре за секој граѓанин. Добро, ова е навистина интересно. Чекай, може само да продолжиме кога веќе зборуваме на тема Сарај, една работа која што на сите вака скопјани им тежи. Може би не на нас, мака помладиве, затоа што ние тоа не го имаме осетено под джебот, меѓутоа сигурно да речеме на моите родители, па и на баба ми, дедо ми и така натаму, да ги поживее Господ. Значи, 70-тите години во Скопје има еден референдум за самопридонес и од тој референдум за самопридонес се градат повеќе објекти во градов. Значи, на луѓето им се одвојуваат платите долги години, со цел да се направи да се направат неколку објекти, од кои што два се тотално нефункционални. Едниот е базенот кој што може, ако се сака, да профункционира во Чаир, а вториот е објектот кој што, за жал, некако не профункционира, тоа е езерото Треска, односно функционираше таму, има камп приколки, многу мина наши семени пријатели и така натаму се одеше на Треска, околу езерото имаше ресторани, свадби и така натаму. Сега слушаме дека езерото кое што е градено од самопридонес на скопјани ќе се приватизира, како се што се исприватизира во земјава, и дека таму ќе се правиле згради. Кој осмисли оваа работа? Прво, тоа ме интересира. Како Треска ќе го приватизираат езерото? Може да го дадат под концесија, нели? Ама градено не без згради ќе правеле. Пази, градено со самопридонес, Липчо. Сега треба знаеш да пресметаме за секој граѓанин од Скопје. Треба акционери да станеме. Да бе. После ќе гласаме пак на референдум, дали да го правиме. Ја нема да станам, моите не били у Скопје тоа време. Ама без разлика, сега сакам да ти кажам, сега види,
без разлика. Ја ќе ти ги откупам твоите акции. Не ги давам. Не ги давам. Друго ми е, поентата ми е, значи, не може нешто што е градено самопридонес да се приватизира као да е Але Бегова слама или на кој му текна оваа идеја и што сака да постигнат со ова? Прво езерото, нели, како што кажавте, со самопридонес на сите Скопјани градено и е во собственост на граѓаните. Ова што се случува е жално не само за општината Сарај, највеќе за општината, затоа што езерото е токму стационирано таму, но е жално и за граѓаните на Скопје. Се сеќаваме на оние стари видеа, јас сум помлад, нели, иако памтам се точно, на оние стари видеа, на убави видеа каде што граѓаните во летниот период се вадеа во езерото Треска. И со ние дрелици, нели? Да, кајаци и така натака, рестораните, нели, што беа тука. И сега проблемот е само во градот Скопје и општината Сарај. По оние информации што ги имаме ние е дека локални, нели, бизнисмени од владачките партии да сакаат да направат огромни бизниси таму со тоа што би изградиле објекти, веројатно казина, хотели и така натака околу езерото, со што би станало тоа еден во наводници атрактивен дел, со тоа што, но јас мислам дека тука би го навлекле целото младо население со оние неубави објекти што би ги отвориле. Може да се реши тоа. Јас знам во минатото кога беше граначалникот Коци Тарански еднаш годишно го чистеше тоа езеро, го средуваше околу хортикултурно, па се направи една мини зоолошка, се донесе еден инвеститор кој се тоа го започна добро, но еве од кога дојде Петар Шилегов, се тоа замре и мислам дека само стана еден проект за голем нивни голем бизнис проект, со тоа што би го, на некој начин би го присвоиле они или луѓе околу нив тој дел за да можат да царуваат во тој дел и тоа езеро така стои како едно огромно мучилиште. Значи, Сарај ќе стане Лас Вегас или како е Лос Кастилјос е по шпански, Бог да чува. Да. Значи, некој му текнал се малку е ова епидемија на коцкање на едно на друго. Сега ќе преме Лас Вегас од езеро Треска, кој што гледа граѓаните со самопридонес. Што е најжално ги бутнаа сите објекти. Ги бутнаа сите објекти и насуно беа страните сите кампинги на граѓаните во Скопје. Кој што се приватна собственост. Да, и однесени во непознати локации. Никој не знае каде се, од кој дел уништен, Што е кривично дело. Да, граѓани доаѓаат и денеска некој не знаеле или моментот кога дознаат се ги барат преколките ги нема. И се нормално ќе тужат, ќе треба некој општина Сарај и град Скопје да им ги врати. Апсолутно. Да им ги врати парите, има секое право да тоа тужат за таа работа. Да се сеќам бе на Скари смоделе таму луѓето си правеа онакви еден викенд ескапизам или во тоа време, еве на што се сведе сега целата работа, некој таму му текнало ќе прави место за како се вика, за коцка, блуд, разврат и сите зафрканци и тоа каде во една средина која што по други работи е позната се, знаеме во Сарајеве, вие живеете тамо, многу фин народ живее таму, значи ако нешто не асоцирам со Сарај, не асоцирам вакви работи. Да, во Сарај дефинитивно секојаш живее еснавски добар народ. Да, тоа е реално. Памтите и вие. Освен колико се краде што си ги наоѓавме таму, нели? Добро, тоа остави го тоа сега. Ама и не е баш така, како што се правеше, колите повеќе, добро, ќе зборуваме за тоа. Мислам дека сега е жално затоа што е еден голем отпад. Тој е цел огромен простор, еден голем отпад и тоа е благодарение на оваа воша власт. Да има добра власт, која знае да ги менаџира работите, тоа ќе биде едно прекрасно езеро каде што граѓаните на Скопје ќе можат да се вадат во летните денови да го користат пред се оној простор за што го платиле во минатото. Не, значи и сега поминати се сите документи околу ова или уште не се? Никој нешто не кажува, се е статус кво, се е рушено. Само железото го нема моментот од таму. Ама чекај, другото се е претпоставам дека ДУП-от мора да помине во општина Сарај. Да, немам информации дали е поминат, меѓутоа по она што го слушам сега е дека се уште некои работи не им се како што треба направени за да можат да почнат такво нешто. А би било преубаво да се направи еден проект не таков како што сакаат они, него проект кој ќе биде нели за граѓаните, не да биде проект за бизнес интереси. И уште еден работа која веќе зборуваме за Сарај, како дете се сеќам секогаш кога во недела
Во недела имавме еден обичај како семејство да отидеме на една прошетка од Браната до манастирот Свети Андрија во Матка. И нормално сега скоро по една друга работа бев таму. Моите имаат еден убава навика која што ја не ја споделувам. Сакаат да планинарат. Па една тура направија до врв на водно, па од таму до Матка, и кога се спуштавме онаа сцена ме фрапира. Прво колите ми се чуни беа испаркирани онаму до касарната скоро, што се вика во долу. Потоа, затоа што сакаме да се вратиме со автобус, прво, ја не знам како автобусот влегува таму, уште поголема мистерија ми е како излегува таму, 60 беше така, да, која што оди кон Матка. Значи, прашањето е, добро, мисли некој воопшто на Сарајево, градот Скопје, што се случува баш кај понаму, па кај Свети Андрија, па некои платформи, некои чудеси изникнале. Не е она место што јас го памтам од моето детство, значи еден мирен, тивок, фин крај, кај што место за семени прошетки. Сега она делува малку по диво, ако можем така да кажем. Видете, тука голема одговорност и најголема одговорност имаат општина Стари градот Скопје. Ај, доста е ова скопските теми, дај да... Зашто? Чекај да го затворим. Ние имаме слушатели од цела Македонија и ние одговорно голем дел од емисијата ги давиме со скопски прашања, нив не ги интересираат исклучиво овие работи, дај малце да смениме сега. Автобусот зашто не можел да се движи во Матка е проблем кој ќе се реши понатаму. Како ќе се реши? Не знам, ти не знаеш што личи таму. Ќе го намалат автобусот, веројатно. Мартин, вашата партија почна еден проект, вчера беа, мислам, во Битола, ако не се лажам. Некаков одговор на она рамо до рамо, и вие тргнавте низ државата, ова за избори припремне, што е работа? Пошто секој кој гледа дека СДСМ ги облекле црвените илеци, ма да се више Жешко ќе им стане уште малце да ги носат. Од една страна, и вие ги исто почнувате со еден проект низ цела држава, ова наликува на избори. Ние константно сме на терен меѓу граѓаните, иако на Социјалдемократскиот сојуз му текна сега да излезе и да почнува некаква си предкампања за некакви си избори. Секако дека народот сака избори, но за сега нели гледаме дека нема најава за избори, освен оние до година што треба редовни да ни се случат. Сега зошто сега сме облекле такви лици искочиле на терен, на никого не му е јасно, затоа што во пракса оние го немаат тоа меѓу граѓаниве, а ние како ВМРО ДПМН го имаме секогаш како пракса да ги слушнеме проблемите на граѓаните, да ги реализираме во општините, да се направат нели да се направи на насока каде што они ќе може да се обратат. Еве гледаме сега и со градот Скопје каде што има отворена канцеларија во градот, каде што може да се обратат граѓаните и на градоначалниците, таму да ги кажат своите проблеми на советниците од градот Скопје и така натака на пратеници, со тоа што нивниот став би се пренел директно во собранието, директно во градот Скопје или во општините, да или да се реши нели некаков нивни проблем. Но вестилица дека почнува исплатува на мој ДДВ денес. Сега лимитот е 2100 денари или 10 кила крставици, 15, колку е таа? Не, па, види, знаеш дека не ти кажав, ја прекинав. Почна да сканираш? Не бе друго. Направив еден експеримент и сега сакам со тебе ќе ти кажам, ќе имаме една емисија која ќе поканим еден човек кој што се разбира во овие работи и ќе направиме една споредба колку се прави со сканирање, а колку ќе може да се подобри семејниот буџет на луѓето, да речеме, ако ДДВ не е 18%, него е 17,95%, да речеме. Па ќе направиме споредба. Не, види, на одредени продукти мора да падне ДДВ-то, тоа е факт и тука нема дилеми. Нема дилеми многу. Но ова што го гледаме сега, ја вчера ја гледав и Сања Лукаревска, треба да се утепаш од сканирање за да ти дадат 2000 денари, мислам, и уште тоа го прикажуваат како кој знае што да направиле да дале 2000 денари. Прво, што се 2000 денари за 4 члено семејство во екот на ваква инфлација,
какво ще имаме. Ова е 2000 ден, защо? Ама нема, знаеш колко трябва да има за 2000 динари, колко трябва да има месечен обрат? Колко? Мислам дека треба да има по некои 6-70-80 илјади. Значи, Просечно се месва. 4 минималци да фрлиме за... 2,5 просечни да идеме. Така. Којто значи реално зборуваме, значи не знам од каде им дојде и ова го представуваат како кој знае што да. Па ја имам идеја од каде дошло ова. Ова дошло нели овој нели како речу Гепек поминувал граница, како се викаше овој Зоран Заев на времето, текна која правеше чудеси. Јас мислам дека при едно такво враќање од назад видел нели дека има поврат на ДДВ на граница. Па му дошло идеја, еве, ајде правиме поврат на ДДВ во земјата. Глупости, мислам. Радев има изјава интересна. Ако Северна Македонија ги следи заветите на Гоце Делчев, да ги запише неговите сородници во уставот. И ај сега оди запиши ги. Значи, има ли, еве, ова е негаторска изјава. Така? Апсолутно. Ова е негаторска изјава. Апсолутно, да. И некој ќе ти кажува дека со пишување се правела разлика меѓу македонци и бугари. Еве го што зборува човеков. Како да вакви работи ме вадат моце од лежиште, морам да кажам дека не ми се. Не мислиш дека се сонародници? Молам? Не мислиш дека се сонародници на Гоце Делчев? Не мислам. Македонците се сонародници. Вчера внук му беше и некаше да каже ни дека е бугарин, ни дека е македонец. Ја викам, да не бил тој Гоце Делчев нешто измеѓу. Не провоцирај се. Сега имаме прекрасен гост, ние на гледаш прекрасни теми водиме, така што мислам дека нештото во однос на Данило Асовска, таа разреши уште еден директор сега, овој од комуналец. Не уствари, тој сам ќе отиде за да биде на клиника. Во многу интересна експертиза е да водиш комунална хигиена, па клиника за кардиологија. Значи на К, почува на К. Мене ми ја ова вака сум видел, да, има некакви свичови менаџерски. Но види че се мора. Не го разреши сега, тоа е разрешено уште по промената на вокалната власт. Не е. Ама и сега еден си отиде па тој исто од огнени вешове си отиде од лични побуди. Ама чека, за разлика, заволјено истината. За разлика од твојот другар Джабир Дерало, овој има факултет. Значи, купена диплома, купена, се има. Не знаеме, може учил. Може учил. Купена. Джабир Дерало нема. Видете, ова што му се случува на Скопје е жално на вистина. Да смените околу директори не може да е само до директорите, мора да е до... Да, не. Ај еден нечина, ај 5 да нечинат, ама сите нечинат 3 пати. Не, ама сите нечинат не еднаш 3 пати нечинат. Јас мислам дека и вакво случај нема некаде на друго место во Европа или во светот. Ама не, еби да ги смени. Да ги смени, ама секоја промена да има подобрување на услуга. Да има подобрување, позитивна. Нема ништо. Вчера видов у зоошка жирафата умрела. Крива била, болно била. Мислам, не знам дали може да биде. Добро, антибиотик не се дава на жирафа. Да има таква логика, мислам дека е од други причини. Да бе, мислам стварно. Ама добро, таа пуста жирафа претходно и имаше со неја и претходниот директор, што беше овој Чомбе, скандален из јавноста дека ја носел лево десно. А породендени, што беше? Породендени, како беше напатата жирафа. А баш Сарај се спомнуваше така. Не знам, немам пред за тоа. Дека е светол патот на жирафата. Видете во градот. Извини жирафо, не те заслуживме. Не ги да им се извинеме на граѓаните, пак ќе кажам прекрасни се граѓаните на Чајре, вакви приказни се жирафи породендени, не заслужуваат. Старе, нека нив била жирафата. Немам слушнато за тоа. Да, така беше. Немам до сега. Наводно урбаната легенда вели дека имал некакви, не знам сега, услуги, какви претходниот градоначалник на зоолошка и на еден од тие на кој му должел, не знам што таму. Но без преседање. На неговото дете му ја однеле жирафата од зоолошка. Без преседање ова што се случува, јасно е дека ајде сега веќе покојната жирафа. Без преседање ова што се случува во Скопје. Колку директори нели освен што нема сменета никој, а и многу сами си отидоа. Тоа е оној факт што плаши многу повеќе од таа ситуација. Повеќе
Да, си отида и сами со оставки, но мислам дека он е прв ешелон што доаѓа токму од ВМРО ДПМН бе едни од најспособни директори во историјата на градот Скопје. За жал се случи тоа што се случи, сосема оправдани оставки, меѓутоа до тој момент додека беа они директори имаше фантастичен резултат во тие предпријатија. Сега после ова гледаме сите дека Тука ни беше гостин, еве сега ќе направиме една споредба, Перински кој што беше директор на Водовод и тој спроведе тендер, распис, каде што важеше законодавството на Македонија, беше применето законодавството на Европската унија, потоа правилата на Европската инвестицијска банка и правилата на Европската банка за обнова и развој. Значи не беа суспендирани, важеа. И со 4 донатори, и тоа 4 донатори кои што имаат и тоа како сложена рамка, беше спроведен распис нели за да се гради во Скопје пречистителна станица. За тоа од едната страна ќе оставиме, а од другата страна ќе оставиме ова со Бехтел и Јенка и мислам дека фактите сами за себе зборуваат. Што сличи? Нема, тука има друга ситуација. Значи, остави го тоа Бехтел и Јенка. Значи, клучната работа е дека беше разрешен некакви рачиња во МЕЦ и се што. И на крај на истата компанија за која таа обвинуваше дека ги фаворизирал Перински, нејзиниот директор го даде тендерот. Значи, на крај некој тука можеби таа ги ставила рачињето во медот, не може да знае. Сосема нормална, логична и исправна одлука на поранешниот директор на Водовод Златко Перински. Во тој случај го направи она што е законски и што е во рамките на сите можности. Успеа да направи еден таков систем во Водовод што реално беше фантастичен. За тој проект човекот се истера работата како што треба до крај, за одеднаш да се направи дека он е некаков криминалец, сосема неточно. Прво, верувајте дека не постои начин да се упадне на директор на прес на таков начин. Да упаднете вие како градоначалник на прес, на директор, кај што држи. Ако директорот не чини во наводници, викнете го после пресот, направете средба. Затоа тоа доведува до прашање дека тука има некоја друга позадина од страна на градоначалничката, што сакаше ете до тој момент да дојде до таа ситуација за да се направи некој одреден чекор кој го планирал можеби пред тоа или некои одредени други луѓе за кои се зборува нели низ градот. За на крај Европска инвестициона банка да го потврди тоа со утре дента истото што го кажуваше Златко Перински. Значи тука немаше никакви рачиња, медот немаше. Не, и беше кажано дека наводно ако добие германската фирма дека тоа е било некаков криминал, на крај доби германската фирма. Ама немаше, она ги исполнуваше условите, таа фирма која реално само може да го направи тоа. Јасно. Многу беа сомнително именувањето на комисиите, тоа е она што беше најсимптоматично. Да, најсимптоматично беше точно. Да, а додека и она што го остави тој директор го истера она што сега мислам дека има и трет директор, сосема нели друг после Златко беше еден директор, па сега е сосема друг директор, и ако гледаме дека директорите се трансформираат многу едноставно како шавови на врат по предпријатија. Сега слушам дека директорот на градски паркинг е директор на ЈСП. Што е многу чудно. Лјупчо го слушна ли? Како? Од кој доаѓа редовите на Гром. Директорот на паркинг станал директор на ЈСП. Во исто време? Не, да, оставка од таму, а ваму е директор. Абе, добро си го била човекот. А тој напредување? Тој као Нино Тодоров? Па не знам што би било. Тој као Бојан Марицич тој? Да. Бојан Марицич исто или хиперталентиране и човекот го меѓа де ваму де таму за директор. Тоа е многу. Да, истовремено преговара со ЕУ. Да. Главен преговарач со ЕУ. Тоа е Чудеси се тоа. Тоа е Леонардо. Ние имаме многу таленти во нашето општество, луѓе кои не смееме да ги запоставиме. Тие треба да се култивираат со повеќе така ангажмани. Ако ЈСП што направи сега? Ги купите автобусите одамне? Што видно таа работа? Како што слушна видеогот е исплатен сега на Буѓево, тогаш зашто го кочеа, зашто се дешава, се случува? Целосно исплатен долгот? Не можам да тврдам сигурно, но мислам дека е целосно исплатен. Ако е па што беше драмата? Зошто сега не возат? Што е проблемот сега? Треба сите да се запрашаме зошто. Верувајте дека граѓаниве чекаат по автобуски станици со часови, ова е ужас. Да знаеме. Поготово во руралните средини е ужас. Да не може граѓаниве да отидат на работа или да се вратат. Приморани се да користат сопствени возила.
да прават трошок кој не им е пресметан во месецот. Зошто? Затоа што нема автобус. Приватните автобуси си го исполнуваа она што требаше. Ако има оддел што работат како што не треба, како што кажува, требаше да има санкции кон нив, не кон сите. Па јас лично сум имал состанок со тие превозници. Па тие проблеми што имале се решавале, има систем каде што секој автобус има GPS, има одредено рута каде што треба да вози, мора да застане на секоја станица без разлика дали има патник или нема. Нема логика да бидат исклучени од сообраќај и граѓаниве да плаќаат за тоа. Нема логика. Да, не, слушнавме дури тука дека наводно од запустене овој, како се викаше, тој компјутерскиот центар што го направи Коце Трајновски на времето како градоначалник, кој што функционираше и под градот околу тоа сообраќај едно друго, разбравме дека тоа малце е подзапуштено како некои други работи кои што треба да функционираат, мислам. Меѓутоа очигледно дека со градот се управува на поинаков начин сега момент. Тоа е така затоа што што слушаме од свиркачи нели од градот е затоа што не се знае кој кај тера во градот моментално. Не од аспект на вработените, но од аспект на менаџирање. Се ставаат едни луѓе, се вадат, се ставаат други. Па еден се вика, устно му се кажува дека е шеф. Па еден е раководител, па друг не се знае што е. Тоа е најголемиот проблем. А политичка структура нема. Нема политичка. Значи мандатот беше добиен со една како да речеме, на еден начин, меѓутоа сега се тера на друг начин, што е како да кажам. Се што требаше да направи она да се реализира програмата која и беше буквално направена во кампањата и треба да се реализира. Ние на граѓаните сме искочили, сме им кажале, еве, ние по програма ќе го направиме ова и треба да се реализира. А зошто не се реализира таму, а напротив на друго место се реализира, тоа треба да го одговори он. Мартин, ти благодарам многу за твоето гостување ово утро. Откривме неколку интересни податоци од типот дека ВМРО-ДПМН станува се помоќно во албанскиот политички блок. Навистина интересен податок. Се гледаме повторно во некоја наредна прилика. Ви благодарам и вас, ми беше задоволство што ете можев дел на граѓаните да споделиме некои интересни информации, а ВМРО-ДПМН ќе биде и воиднина за сите граѓани тука. Почитувани слушатели, ви останете со фреквенцијата 107,4 FM. Следува одлична музика и имајте убав ден и памет во глава. Гледајте што се случува на Балканов.